Господине Жерновски, во поглед на кандидатурата за локалните избори, имате ли целосната поддршка од Социјалдемократскиот сојуз со оглед на информацијата дека од партијата има кандидати кои може да бидат предложени за кандидати за општина Центар? Процедурата во СДСМ е завршена, јас сум еден од 4 предложени кандидати и сега останува да се донесе заедничка одлука. Точна ли информацијата дека сте имале предлог за кандидатура за градоначалник на град Скопје, која сте одбили? Јас се откажав затоа што, како што и кажав во медиумите минатата недела, концентриран сум на општина Центар, сакам, како што гледате овие проекти да ги довршиме, тој што ќе биде кандидат од опозицијата ќе има мојата целосна поддршка. Уверен сум не само дека ќе победиме во општина Центар, туку во речиси сите скопски општини, а за град Скопје мислам дека сме многу близко до победата. Останува да направиме добра кампања и заедно да поставиме победата како опозиција. Денешното судење за штаканиците против Груевски е одложено повторно. Како го оценувате целиот процес и ќе има ли конечна завршница? Правдата доаѓа полека, но сигурно. Се сеќавате до вчера никој не веруваше дека Груевски луѓето околу него ќе одговарат или ќе одат на судење, тоа денеска веќе се случува. Така да добри моменти доаѓаат за Република Македонија. Работите ќе се решат, судството мора да почне да функционира. За жал, тој е последниот бастион според мене, кој што се уште под контрола на ВМРО да помени на Груевски, но и на таквото судство ќе му дојде крај, ќе профункционира ново судство, кога ќе имаме нормално судство во Република Македонија, тогаш ќе одговарат криминалците. Крајот на оваа криза, дефинитивно или дел од крајот на оваа криза мора да биде и санкционирање на криминалот, а персонификација на тој криминал е поранешниот премиер Груевски и екипата околу него. Од самата присуство на Груевски во ова рочиште, дали значи дека им се брзува да се заврши што побрзо пред да се формира новата влада? Може да се извлече таков заклучок, очигледно се брзи да се затворат предметите, но како што кажав, со нормализирање на судството ќе си дојде разрешница на таа тема. Но освен тој суд на Груевски постои еден друг суд во Република Македонија, тој е судот на јавноста. Судот на јавноста веќе јасно кажа својот сад, ако сакате можеме во општин Центар, изгубија на последните парламентарни избори со над 8500 гласови, значи судот е веќе јасен, тоа ќе се случи и на локалните избори и потоа останува ова судство такво како што е, но потоа се разбира реконструирано и во полна функција како што и треба според уставот да го санкционира криминалот кој што несомнено е ствар. Кога ќе се руши балконот на зграда на ВМРО? Неколку пати кажав што е проблемот со балконот на ВМРО ДПМНЕ. За жал град Скопје се прогласи надлежен на тој дел не случајно, затоа што е партиски орган град Скопје. Ние тоа го обжаливме на второстепен и таа одлука е одбиена. Но, реков пред малку сите, ние сме оптимисти дека и град Скопје ќе одобиеме. Кога ќе одобиеме град Скопје, тогаш нема да има никакви пречки и општин Центар и градот тоа заедно ќе го направат.